Колку пари се испрани преку злоупотребите при набавката на мазут за ТЕЦ Неготино, со кои штетата на буџетот е над 167 милиони евра. Колкав дел од колачот поделиле сега веќе осомничените 13-мина, кои ги истражува обвинителството. Ке се докажали како и каде се правеле тајните договори за поделба на колачот, ке се откриели трагата на парите од злоупотребите и каде се парите. Сите овие прашања треба да ги одговори големата истрага на обвинителството за милионските тендери за мазутот за ТЕЦ Неготино. Офатени се екс-директорот на ЕСАМА Васко Ковачевски, кој е во бегство, собствениците на РКМ, чиј основач е Радко Капушевски, собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, син на пратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски. Радко Капушевски, Адријан Муча и Ерџан Сулковски се во притвор, а Јаховски засега е во куќен притвор кој е обжалан. Случајот е отворен по иницијатива на поранешната антикорупцијска комисија уште на крајот на 2023 година. Истрагата на антикорупционерите откри многу сомнежи за злоупотреби. Утврдени се состојби кои укажуваат на сомнежи за трговија по пат на инсайдерска информација на енергетскиот пазар. Исто така, утврдени се сомнежи за даночно затајување и ерозија на така наречен солидарен данок на добивка и утврдени се сомнежи кои укажуваат на монополско и непријателско здржување на пазарот на мазут во државата. Но, според информации на телевизија 21, сега кај Ерџан Сулковски била пронајдена значителна сума пари, неофицијално 3 милиони евра во куфери. Одземени е неговиот луксузен автомобил. Оружје, пари, опрема е пронајдена и во куќата и канцелариите на Пуцко Петрол и семејството Јаховски. Обвинителството откри дел од деталите за истрагата за РКМ за Капушевски и Јаховски, за да ги скријат парите од матните сделки со мазутот за ТЕЦ Неготино во периодот од декември 21 година до април 23 година. Осомничените ги пуштиле во промет, промениле и пренеле на друг со цел да се прикрие изворот на потеклото. Префрлале и ваделе кеш, а извршена и позајмица сам на себе на 1,2 милиони евра. Со дел од средствата купиле 2 моторни возила, дел ги трансферирале на своји сметки во разни банки, а потоа ги подигнале во готовина. Во 2 наврати биле префрлени средства во вкупен износ од 72 милиони денари за наводно извршени работи. Осомничениот, така примените парични средства, свесен за нивното потекло со цел да ја прикрие нивната локација, ги трансферирал по основ на позајмица кон своето правно лице. Но какви се злоупотреби треба да докаже истрагата? Начинот на складирање, начинот на испорака и докази за злоупотреби при набавката на мазутот, неправилности во набавките, како се формирала високата цена на транспортот на мазутот, полнокните испораки во ТЕЦ Неготино најчесто во деновите кога цената на мазутот се качува од регулаторната комисија, а се испорачувал дериватот после полнок по поскапа цена. Како за јавниот повик е добиена банкарската гаранција за РКМ, квалитетот на мазутот кој се увезувал, дали е канцероген и штетен за животната средина и здравјето на луѓето, дали цистерните испорачувале само мазут или биле дополнувани со вода, колку се испорачало, а колку се исплатило и по какви цени. И најважното, каде завршиле над 167 милиони евра и кој ќе ги врати парите.